Форумот на жени на Социјалистичката партија денес во Штип ја одржа традиционалната трибина по повод 8 март, Денот на жената. А се со цел да истакнеме влијанието на жената во нашето општество. Тема на денешната трибина ќе биде жената низ историјата и незиниот успех, како стигна до ова положба која што денеска имаме во семејството, во општеството и во политичкиот живот. Да им го честитам празникот 8 март на нашите сограѓанки од името на Форумот на жени на Социјалистичка партија на Македонија. За улогата и положбата на жената во семејството низ историјата, на трибината говореше доцент Тавировиќ од Филозофскиот факултет во Скопје, која го произнесе и својот став за тоа дали денес жената ужива рамноправност со мажот. Токму целата на ова предавање да се запознаеме со различната положба на жената во различните цивилизации, кога бил најтемниот период на жената во однос на незините права и да направиме една паралела со оно што се случува денеска, каде сме стигнати и што треба уште да се направи понатаму. Лично сметам дека жената биолошки не може да биде рамноправна со мажите, нели, од причина што жената таа што раѓа, а мажот не. Многу е направен прогрес во изминатиот век, во последните 100 години. Значи, ако размислиме дека во повеќето држави во светот жената немала право на глас, а денес имаме жени кои што водат со држави во светот и се повеќе се застапени, например, во високите политички места, можеме да кажеме дека се направени огромни чекори. Рамноправност во однос на економската сфера се уште треба да се работи на тоа, за истите позиции да добиваат барем нели истата плата. И мислам дека еден ден ќе стигнеме кон тоа. Но она што станува во низината улога кон семејството, тука сметам дека на Балканот имаме уште да работиме, бидејќи се уште жената останува она негователка, она кој што ги се грижи за децата и треба денеска уште поголем напор да направи за да направи баланс помеѓу кариерата и домот. Заинтересираност и присуство пројавија и остварија голем број на жени од цела Македонија, кои имаа можност да ги споделат своите ставови, размислувања и идеи за тоа кои се денешните права на жената, колку е истата почитувана и вреднувана и на кој начин би можеле да се изборат жените за потполна рамноправност.